Огромно е задоволството кога пред вас ќе се појави човек кој што го знаете можеби од мал и со кој што сте поминале можеби еден период од животот со него. И уште поогромно е задоволството ако тој човек бил некогаш ваш ученик, а денес е нешто повеќе од вас, односно нешто што самиот го посакувал, меѓутоа и ние како професори сме сакале да го постигне тоа што тој го сака. Не знам дали нашата камера го прошири својот објектив. Во овој случај се работи за мојот некогашен ученик, сега веќе актер, Петар Стојанов. Петар е наш гостин во емисијата и во наредните минути ќе се обидеме да разобличиме нешто од неговата приватност, од неговиот живот, меѓутоа и да позборуваме за професијата која што барем во тие предразговори Петар констатиравме дека ретко, а можеби ја нема во Гевгелија, а тоа е актерството. Не знам дали сум во право кога кажувам професија, но сепак се е нели професија, тоа што се работи е наша професионалност. Најпрво, добар ден и добре дојде во Гевгелија, односно во емисијата од станица до граница. Добро ден, Елов професоре. Добар ден, добро вечер на сите гледачи. Јас мора уште на почетокот да констатирам, тоа ние не го знаеме, меѓутоа вие си знаете, самите актери, како е кога сте на сцена, како е кога сте овде покрај нас новинарите. Дали постои таа позитивна трема или и таму е исто? Па, јас имам огромна трема кога разговарам со некој новинар пред камера, а исто така имам и огромна трема кога сум на сцена. Но тремата кога сум на сцена ја чувствувам позади сцена. Во моментот кога ќе излезам на сцена, таа се губи и останувам само јас, публиката и сцената. Значи кога се појавуваш пред има многу поише. Да, се забележува, меѓутоа претпоставам нашите гледачи не ќе можат да го забележат тоа, затоа што нели тоа се работи кои што можеби така во контакт се забележуваат. Петар, јас реков нешто на почетокот, знам многу работи за тебе, затоа што поминавме исто така еден период заедно и во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски, па заедно со драмската група Дон Кихот и професорката Даниела Джишева, мора да ја спомнам, затоа што и на некој начин и неизин ученик си, кога се работи за драмата, кога се работи за актерството. Меѓутоа, само едно кратко прашање. Кој е твојот прв настап? Дали се сеќаваш на твојот прв јавен настап? Се сеќавам, да. Мојот прв јавен настап, мојот прв контакт со сцена, знам дека беше уште во основно училиште, основното училиште Владо Кантарџиев. Тогаш прв пат имав контакт со сцената, но не како актер, туку како пејач. Тогаш мислам дека не бев свесен дека сцената ќе стане дел од мене. Но подоцна кога се запишав во средното училиште и кога почнав да членувам во драмската секција Дон Кихот, по неколкуте многу успешни представи што ги изигравме во Гевгелија и надвор од неа, мислам дека веќе бев сигурен дека актерството и театарот се дел од мене и дека ќе направам се за јас да бидам дел од нив. Така, јас тоа би сакав да биде и моето прво конкретно прашање, значи од каде се вроди љубовта кон театарот, значи од тука, од самите средношколски денови. Носиш ли некои впечатоци, некои спомени од тој период? И дали може, затоа што нашата архива е полна со снимки од тебе, да извадиме јавно некоја снимка? Се разбира, штом постојат снимки, се разбира дека може тие јавно да се... И сега колку што можам да се сетам, јас мислам дека има и снимки на YouTube од тебе, односно се сеќавам дека од мене токму е постирана Чернодрински се враќа дома, односно пиесата Срешта, но има и некои други комични снимки кои што се уште се стојат и претпоставувам дека ќе стојат. Може или не може? Па ајде да се потсетиме накратко. Buzzer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off of his back.
The monkey grabbed his neck and said, now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. Ain't no good in jiving. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Велат, за да се запишеш на факултетот за драмски уметности, треба многу талент, многу на некој начин и искуство, но и е тешко во секој случај да се запишеш, односно да те примат на тој факултет, затоа што не знам јас како да таму работите, по неколкумина примат во генерација, ми се чини, но тоа ти ќе ни го објасниш. Како Петар дојде до тоа да влезе во конкуренција, ми се чини дека тогаш беше прв или втор и во својата на листата на запишани. Барем јас така се сеќавам. Па не беше воопшто лесно да се влезе на факултет за драмски уметности. Требаше да се поминат 2 круга од приемен испит, кој што трае околу 7 дена. Имаше пријавено над 75 кандидати, од кои што само 10 стануваат официјални студенти по актерска игра. Се сеќавам јас дека вложив многу труд, се спремав за приемни повеќе од месец време. И ете, на крај трудот ми се исплати и станав студент по актерска игра во класата на професор Зоја Безалковска. Така, што значи да се студира на тој факултет? Јас кажав, актерот предпоставувам дека мора да има значи премногу во себе и талент, како што кажав, меѓутоа и познавање од многу области, или сум грешка, не знам. Не сте грешка, значи актерот треба да биде информиран за се што се случува околу него, со него, со сите луѓе. Значи интересно е тоа што во самата професија налага на едно истражување и на едно запознавање со една материја каква што е, да кажем, животот. Можам да кажам дека факултетот за драмски уметности мене ми помогна да се запознам подобро каква личност сум, со сите мои мани и доблести. Интересен си како личност. Ме потсети на Чехов, затоа што барем кога завршуваше средно образование, јас ти бев професор по македонски јазик и литература и ти за своја маторска тема го одбра токму Чехов, кој што се занимава со општо човечките проблеми и со животот, нели? И сега од оваа дистанца, значи 4 години ми се чини дека помина, еве, после 4 години повторно те гледам, како гледаш на работите, како гледаш на животот, значи, дали е се така едноставно или навистина го имаме Чехов пред нас? Чехов е тука и секој пат мислам дека ќе биде тука. Периодот кога бев средно школа за мене беше еден од најинтересните периоди во животот. Сега работите се малку поинакви. Не можем да кажам дека сум станал посериозен, но мислам дека сум станал поодговорен. Тоа ми го дал самиот факултет, самата професија. За да се биде актер мора да бидеш одговорен човек и да стоиш позади своите позади целите кои што си ги поставаш најверојатно. Вие не го знаете тоа што сега ќе ви го кажам. Јас имам свршеница. Работи како таделка кај она големото семејство од Кузирија. Многу е убава. Ние со неја веќе живееме како маж, жена.
Првосечачите секој како што знае, со знаци му покажува дека го интересира тоа што им го кажа. Станува јасно дека тие не знаат да зборуваат. А тоа што предмалку пеа, па тоа е една проста случајност, една од многуте што ги има во живот. Иако почна да зборува, кажа нешто несоодветно, така што тоа не се важи. Неговите пријатели секогаш исто кажуваат нешто несоодветно. Шолтица! Ево, да спиеме заедно, никогаш не ми е досадно и обидно. Секоја професија, па и твојата, предпоставувам дека нуди почитување на одредени принципи, значи на одредена динамика на работење и така натаму можеби и на дисциплина. Што тоа факултетот за драмски уметности ти вроди, односно што внесе кај тебе? Факултетот за драмски уметности кај мене вроди навики кои што претходно ги немав овде. Во смисла на стануваш сабајле во 8 и трчаш да не закасниш на час по танци. После часот по танци немаш време да си го допиеш кафето, пошто во 11 ти почнува час по соло пеење. После соло пеење имаш саат време пауза за да читнеш текст, да повториш текст и да се спреми за час по сценски говор. Добро, сега после сценски говор имавме пауза околу 2 сати, таа ручек пауза што ја викаме, за од 5 до 8 да имаме час по главниот предмет, актерска игра, каде што се бараше многу внимание од нас и многу физичка спремност и ментална спремност, да кажем, присутност на часовите. И тие се тие навики што се стекнав на факултет. Значи од сабајле од 8 до навечер до 8 ти си на едно место по цел ден на факултет со едни луѓе и на тебе е оставено само да твориш, да учиш и да примаш. 4 години така? Па, 4-та година не, ама првите 3 години така, пошто 4-та година немаме други часови, работиме само една дипломска представа, се занимаваме само со таа материја, но претходните 3 години имаме... Колку што забележувам, напорен факултет, значи целодневна настава со кратки паузи не е баш така лесно. Не, да. Не. И мора да се најде време за дружба со пријателите, со другарите. Инаку, не знам, многу е тешко. Изморен си цело време и
И вродува тоа плод најверојатно. Мора, таа е таа дисциплина за која што зборуваме. Па тоа е веќе прва година јас не бев доволно свесен каде сум и што сум, но веќе од втора година кога почнавме потемелно да се запознаваме со професијата, веќе доаѓаш во фаза каде што мораш да одлучиш дека ти си тука и дека мораш тоа да го правиш и да се предадеш едноставно на тоа и да се откажеш од некои навики и работи кои што си ги правил претходно. Едноставно да се придржиш на тој начин на живот што ти нуди професијата. Петар, факултетот го заврши во редовниот рок. Тоа го констатирав затоа што, како што кажа, пред 4 години беше во средно училиште и веќе си дипломиран актер, така носи дипломата име. Предпоставувам дека понатаму ќе следи некое вработување, затоа што се уште не си вработен, меѓутоа сме те гледале во неколку проекти, сме слушале за тебе, дали може да ни кажеш кои се тие проекти во кои што си досега бил ангажиран? Па досега имам сработено околу 6 представи, 2 перформанси и 1 краткометражен филм, каде што ја играм главната улога. Мојата прва професионална театарска представа е представата Кристофер Колумбо во режија на професорот Љубиша Георгиевски во Драмскиот театар. Потоа представата System Error во режија на професорката Зоја Бузалковска. Потоа представата Белградска триологија во режија на Нина Николич. Мајсторот и Маргарита во режија на Иван Поповски. Тука е бродвејскиот лиценциран мюзикал Мама Мија во режија на Наташа Поплавска и мојата дипломска представа The Big Chill или Големото студенило, кој што се одигра во Македонскиот народен театар. Така, јас во тие договори со тебе не направив, односно не напишав прашање како е да се соработува, односно како е да се игра на сцена и таа соработка, комуникација помеѓу актерите. Дали може малку околу тоа да ни кажеш колку е потребна концентрацијата, значи колку таа меѓусебна комуникација се остварува нормално? Во моментот кога се влегува во театар, кога се спрема за проба, сите своји проблеми, мисли од надворешниот свет ги оставаме пред вратата во театарот. Влегуваме на сцена како едни чисти луѓе, без мисли од надворешниот свет и сме фокусирани само на работата која што треба да се сработи тој ден, тоест на пробата. На почетокот бев исто преплашен како што ќе биде, со ако имав можност прв пат да работам со некои поголеми имиња од режисери, поголеми имиња од актери. Но после првата проба, веќе втората проба се чувствуваш како да си дел од тој ансамбл. И нема... Фалиш и ти фалат. Така е, да. Преубаво е чувството да се работи, да се почне од нула и да се стигне до некој проект, до крајната цел на една представа. Обично представите се работат од месец, најмногу 2 месеци. За тие 2 месеци имаме секојдневно проби по 6, 7, 8 сати. И е доста забавно и напорно, морам да кажам. Кои се актерите со кои што си соработувал, односно со кои што си бил на сцена? Од овие, како што кажа, поголемите имиња. Се сеќаваш на некој? Па знам дека првата представа застанав на сцена со Рубенс Муратовски, Роберт Велјановски, потоа во втората представа со турскиот актер Елиеса Касо, со Александар Степанулевски, тој е исто еден феноменален млад актер.
Во Мама Мија глумам, тоест играм со Тања Кочовска, Арна Шијак, Кире Ѓоревски и уште многу. Што? Тешко ти паѓа? Фјодор пее со птичи глас. Виде? А ти не ја љубиш. А зошто? А зашто? Ти сигурно си сам? Не сум сам. Само ти кажи, ти сигурен дека ќе ти поверувам? Чесен збор. Оди си. Сакам да спијам. Утре ќе видиме Елка. Знам. Што плямпаш? Да. Ти си сега настрана од мене. Тоа голема тага. Што друго ми остана? Да се тагува. И сепак ништо нема да ти помогне. Така, и сепак ништо нема да ми помогне. Имаш право. Може би да се обидеш, да учиш. Да! Ке се обидам, ке изучам латински, ке станам учител. С Богом, Фјодор исчезва. Петар, предпоставувам дека ги следиш настаните и во Гевгелија. За жал, Гевгелија нема своја театарска група, освен аматерските, односно школската. Како гледаш на Гевгелија на културно поле? Гевгелија е еден прекрасен град, кој што има премногу талентирани луѓе, но сметам дека Гевгелија полека го губи сенсот за културен живот. Во ред, толку? Сметам дека за тоа има многу фактори што Да. сега не сакам да ги коментирам. Но исто така сметам дека треба нешто да се превземе и да се донесе публика во овој прекрасен театар, да се живне, да се научи публиката што е тоа култура, во смисла што е тоа театар, што е тоа филм, што е тоа добра музика, пошто се си мислам дека помладите генерации тоа го имат заборавено. Да, најверојатно и ние тоа го забележуваме. Ти си, значи, млад актер, меѓутоа пред тебе, нели, следи, предпоставам, светла иднина. Ќе застанеш во Гевгелија или одиш во Скопје назад? Која е твојата иднина? Искрено не се гледам многу подалеку од Македонија во блиска иднина. Сакам да работам во Македонија, поточно во Скопје, сакам да работам и да творам таму, но секако дека имам желба и апетити за нешто многу поголемо. И се надевам дека тоа ќе ми се случи баш тогаш кога најмалку очекувам и кога најмалку сум спремен на тоа. Да. За сега во Гевгелија не останувам бидејќи немам услови. Зошто да останам и немам услови како да работам овде. Меѓутоа, јас јавно ќе те прашам, стоиш ли на располагање доколку имаме некаков проект да ни се приклучиш, да ни се придружиш? Апсолутно да. Која е твојата порака за нашите гледачи? За, еве, да оттргнеме се настрана, емисијата од станица до граница постои многу години, веќе јас не знам колку, може би повеќе од 10, со некои кратки паузи прекини. Што за гевгеличани, што за гледачите? Па не знам, еве јас ќе се обидам никогаш да не се откажам од своите соништа и тоа нека биде порака до сите гледачи. Никој пат да не се откажат од своите желби и соништа, бидејќи нели животот без соништа нема цел. Така. Јас ти благодарам уште една што излезе во пресред да го дадеш интервјуто за нашата емисија.
Предпоставувам дека иднината, како што кажав, е пред тебе и многу други ќе те бараат, меѓутоа ние ја имавме привилегијата први да те интервјуираме, што и ти реков на почетокот, добро и за тебе, добро и за нас, затоа што чекорите се даваат еден по еден, значи чекор по чекор за подобра и поубава иднина. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас. Поздрав.